Од денес со почеток на новата учебна година се враќа во функција јавниот превоз за учениците на територија на општина Штип и Карбинци. Од утрово јавниот превоз се одвива во најдобар ред, без никакви проблеми за доцнување во однос на поаѓањето. Сите ученици се земени на време и обезбедено однесени до училиштата, истакне директорот на јавното претпријатие Стипион Панче Стефановски и додава дека овој јавен превоз ќе функционира без никаков проблем како и во изминатата година. Со започнувањето на учебната година го враќа во функција и училишниот режим на функционирање на јавниот превоз. Одговорните лица во оваа дејност имам информации дека ова утро јавниот превоз се одвива во најдобар тек. Сите линии на територија на општина Штип и на општина Карбинци функционираат нормално, без никакви каснења и проблеми. Сите ученици се безбедно земани и однесени до училиштата и се надевам дека ќе продолжиме и понатаму да функционираме без никакви проблеми како и во изминатата година. Возните редови за јавниот превоз ќе бидат објавени на социјалните мрежи, а со тоа граѓаните ќе имаат можност да се запознаат со секаква информација околу истиот, додава Стефановски. Возните редови ќе бидат објавени на социјалните медиуми, како и во локалните медиуми и телевизии, и граѓаните ќе можат да се информираат за секоја потребна информација околу јавниот превоз. На учениците им посакува многу здравје пред се, како и успешна училишна година. Со воведувањето на новите линии од септември годинава се воведи и четврта зона која опфаќа и новата линија од трговскиот центар, селата Лакавица, Суфилари, Пенуш, Драгоево, Селце, достапни за сите граѓани. Втората линија е во правец кон општина Карбинци, кон селата Караорман и Долни Балван. Идејата на ваквиот линиски превоз е да има безбедност, но и поевтин превоз кој ќе биде достапен и за жителите од околината на Штип.